Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. Останувам и натаму заедно со паролата. Никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка. Која е таа? Таа е гласот која чува македонската песна. Таа е скромна, со прекрасен вокал, обожува фустани, ке ни каже самата зошто, сака и шопинг, иако често нема време за тоа. Уште на 8 години гордо застана на сцена во едно културно-уметничко друштво и така тргна патот. На само 17 пак застана на сцената на танец. Има издадено 3 албуми и за некој ден е незиниот голем солистички концерт. Еве, ако сакаме повод, тоа е големиот повод. Супруга е на Маријан, мајка на Јосиф, Андреј и Лазар. И секако останува на ставот дека многу внимателно треба со македонската народна песна, за да не се случи сквернавење. Елена Андоновска во Никој да не знае. Здраво живо! Здраво, благодарам за поканата. Многу ми е драго што сум денес дел од Никој да не знае. Всушност многу работи ќе се дознаат. Така е. Поздравам сите што не гледаат и се заблагодарувам на Телма телевизија за целата медиумска поддршка што ми ја дава изминатиот период, барем додека сум во најава на она што за кое што ќе разговараме. Така е, така е. Всушност и ќе почнеме со тоа. Дали се е подготвено за 15-ти? Па 15-ти е за некој ден. Да, подготвено е се. Добро. Иако додека не стартува она концертна магија, секој пат има по некој бисерче плюс во приказната да се додаде. Едва чекам да почне, да се даде зелено светло за старт на концертот и да го представам публиката сето она што го подготвував целиот овој период. Да. Не знаат голем дел од луѓето, публиката, пак особено таа што ќе биде тогаш во сала. Што значи сето тоа? Или колку подготовка и организација тоа е? Всушност, колку време треба за подготовка на еден голем концерт? Многу време. Од идеја, да речеме, од не ги одредам рамките, но мора нешто да кулминира, да има поидовна идеја, па до реализација. Еден голем период е во прашање и на кој јас сум организирала многу настани, многу концерти и можам да кажам дека имам солидно искуство. Меѓутоа, концерт од ваков тип, концерт во салонот на Македонската опера и балет од еден театрален карактер, уметничко-сценски перформанс, како што ја го најавив, досега не сум организирала. Тука заедно со мојот тим работиме долго време и навистина макотрпна е целата таа организација, но верувам дека сето тоа ќе се одвива во најдобар ред вечерта на 15 декември. Ништо нема да биде залудно. Така е, да. Всушност, што смееме да откриеме, еве вака, неколку денови само пред концерт? Што ќе се случува? Јас го најавувам веќе тоа подолго време. Ќе бидеме многу колеги на сцената. Всушност, ќе бидеме повеќе од 30 музичари и артисти на сцена, со цел да ја доловиме она приказна, музичка приказна или оној времеплов кој што јас за кој што зборувам веќе подолг период кон моите најави за концертот. Станува збор за еден состав, еден оркестар музички кој што е сочинет од големи професионалци и познавачи на она што си го работат. Тоа се всушност мои колеги со кои што се работував изминативе години во студио и во реализација на студиските албуми кои што се промовираат, тоа се вкупно 3 албуми, така што до реализација на 3 албуми навистина еден голем период поминавме во студио, многу идеи, многу музика и многу љубов кон македонската музика се размени и прострои. И сега е вистинско време не само на мене како интерпретатор, туку на целиот оној тим кој што учествува во остварувањето на моите проекти, да сите заедно изнесеме музиката на сцена во живо. Да. Знаеш што сакав да дознам? Прочитав баги интервју овде пред мене. Си рекла дека ова ти е еден од соновите кои што си сакала. Мислам, дека концертот, туку воопшто ова што го правиш цело како кариера, но не знам што друго сакаше да бидеш како мала. Значи, една беше пејачка, предпоставам. Така, друго што сакаше да биде. Докторка, како секој девојче, балерина. Тоа не дознам. Имав идеја да се запишам во средно медицинско пред да реално ги однесам документите во музичко, само татко ми, еве ќе го поздрава, ми рече: "Ти ќе учиш медицина." А ти не
прво никогаш не ме доживувале мене во таа област. Прво секој пат некако ме поврзувале со музиката, бидејќи од мала членував во културно-уметничко друштво и некако блескав и многу бев среќна кога бев на сцена. Моето тоа го има приметено и некако ги изненадив со идејата дека сакам со медицина да се занимавам. Татко ми рече: ајде да се запишеш во музичко, пробај, мислам дека таму ти е местото. Значи ти тргни кон медицина, па. Да, и многу желбе, па нели секој ден че тие се умилените професии на сите учителка, докторка, балерина. Да, мора балерина меѓу сите други. Да, и ете сум денес на сцената како вокален професионалец. Така е, да. И сега се враќаме на тоа дека талентот за пеење, колку што свати под едно интервју, си го наследила од мајка ти, иако таа не се занимава со музика, да речеме, не продолжила по тој пат. Но мене ме интересира во тој период кога те запишаа во културно-уметничко друштво. Така, дознав па и дека твоите се запознале токму преку членувањето во културно-уметничко друштво. Имаше ли период кога можеше да кажеш, еве, не сакам да застанам на сцена, или колку беше срекна, веројатно и ти си сакала да ти се случи на сцена веднаш да те стават и да пееш? Па јас играв на сцена како мала, па се до некоја подоцна фаза, да речеме, до полнолетството, јас сакам да бидам играурка. Не, само играурка беше? Да, јас и моите почетоци во танец беа со идеја да бидам играурка. И така јас запознав и засакав сцената. Се додека во средното музичко училиште не ми се даде прилика да настапам како соло изведувач. И чувството е поинакво кога сам уметникот ја носи една одредена точка и кога аплаузот е за еден. Да. А некога е за цел тим. Иако јас сум дел од колектив во танец и кога се колективни наградите и аплаузите од публиката, сето тоа си има една посебна магија. Секој уметник живее за реакциите од публиката. Тука не можам да одвојам, нели, што повеќе ме прави среќна. Сакам да бидам и во колектив, сакам да настапувам како соло интерпретатор. Да, додека моите, например, се запознаени во културно-уметничко друштво и така се споени, имаат тој тип на здружени, на друштва, да кажам, имаат некоја таква магија, не знам, да се пронаоѓаат и меѓу себе, нели, како да се спојуваат луѓето. Да, и во танец имаме неколку парови. Да, и јас и сопругот сме заедно во танец, а пуште побаво е кога со сопругот ја делам сцената. Просто некој пат не прашуваат, па добро, зашто разговарате? Вие дома двајцата го доживувате истото. Но поубаво е кога се доживее па двајцата импресиите да си ги размениме после концерт. Така е, да. Значи, немаше никогаш кога твоите ти рекоа немој ова. Така, тие беа оние кои што ти кажаа тоа е тоа, кај што ќе се најдеш. Па најверојатно како и секој родител го препознале кај мене она што веројатно треба да го правам во животот и ме насочува и кога сум имала баланси во животот и кога сум била во позиција да одлучам дали ќе го работам тоа или пак нешто друго, бидејќи сум имала секако и такви ситуации. Секој пат ме советувале да бидам верна на сцената, бидејќи најверојатно гледале како тоа го сакам и како ми блескаат очите уште од најрана возраст, па се до денес. Да, баш така. 17 имаше кога беше прв пат во танец? Како? Па да, неполни 17. Неполни 17. Да, како беше приказната, всушност? Кој те викна? Како изгледа тоа? Па добив телефонски повик од раководно лице во танец и тоа за мене беше нешто неверојатно. А кај те чула? На настапите во средното музичко. Добро. Да, бидејќи средното музичко има насока за традиционална музика и игра, во која што завршив јас, заврши и Марија, ние бевме исто и другари од средно. И имаше едни убави генерации, да кажам, и се уште има, се уште се вадат добри кадри на талентирани ученици. И веројатно на тие настапи концерти бев забележана, добив телефонски повик и покана да бидам дел од еден проект кој што се работеше во танец, Македонска љубовна приказна се викаше проектот. И јас нормално во моментот прифатив, откако спуштив. Викаш и сега што? Што прифатив јас? И тоа ми беше понудено да настапам како да имам истакната точка, бидејќи требаше да заменувам една од уметниците.
И тоа за мене беше најголемиот предизвик. Во тоа време и си уште го памтам, ја памтам таа еуфорија што чувствував пред концерт и мислам до ден денеска и верувам дека цел живот ќе ми остане во сеќавање како ме одржувала во контекст од тогаш па се до денеска таа сценска еуфорија и магија на танец. И сега после тоа кога ја заменуваше девојката, така како влезе пак во танец? Веднаш после концертот се случи, веднаш по средно музичко или како? Бевме потоа оформени како една група од ученици од средно музичко кои што посетуваа едукативни часови во танец со тенденција да се вработиме. Бевме надворешни соработници, бевме хонорарно ангажирани и се случи на наша среќа да се реализираат многу вработувања и така јас од 18 годишна возраст сум практично вработена во танец, но еве веќе и 10 години како работам и на мојата солистичка кариера, бидејќи имав потреба како уметник да направам нешто што ќе биде печат за мене и за мојата работа. Така е. Одлично ти оди во народната, но моје да прашам, одлично ти оди кога ќе запееш забавно. Некогаш размислуваше на другата страна или не? Како дете многу слушав, ја конзумирав таа музика, сакав. Видни Хјустон, нешто, нели, што сме слушале сите? Да, и македонските интерпретатори од секој пат, нели, тоа не беше позната пракса да бидеме пред касетофонот да снимаме. Немавме достапна музика како што сега има младината. Послушавме тоа што ќе ни се сервира, нели? Сега, од денешен аспект, забавната музика е дел од моите програми на свадбени прослави, бидејќи јас имам мој бенд, мој колектив музички со кој што настапувам на свадбени прослави и покрај нели она што треба да се задоволи како народен програм, имам и забавен програм, па има еден убав избор на песни кои што ги сака публиката и ги изведува. Така е. Сега доаѓаме до мигот како бираш пријатели. За да ја повикаме првата пријателка не за друга. Дали знаеш да одговориш? Некогаш е тешко, а некогаш е лесно одговор на ова прашање. Не знам дали некогаш си се прашала за да си одговориш. Па не можам да одберам да ми се не да одбереш, ама нели што треба да поседува човекот, личноста за да ти биде пријател? Пред се треба да биде личност од доверба. Добро. Сметам дека тоа е нешто што е многу скапо, барем во денешно време да се довериш некому, да ако е тајна да ја чува тајната. Многу треба да имаме заеднички работи, заеднички ставови, па можеби спротивставени, меѓутоа да наоѓаме заедничко нешто. Да, заедничко нешто, да постои една хемија, мора да постои хемија и љубов, без разлика дали се работи за пријателка. Мене ми се најголемиот дел пријатели од детството, значи луѓе кои што со континуитет се дружаме, имаме еден таков цврст линк остварено, па никој пат и да не се слушнеме подолго време, ние кога ќе оствариме комуникација, тоа е како да сме биле постојано заедно. И многу важно да имаме една заедничка смисла за хумор, бидејќи со најголемиот број на пријатели имам интерен хумор на кој што знаеме некој само ние да се смееме, а цел свет околу нас да не разбере. Па тоа е најважно. Така, сушност, ако нема дух во приказната, ништо од бизнисот, како викаат. Со Стефанија од кога се познаваш? Па се познаваме 10 години сигурно. Јас ја знам неа и од помала, меѓутоа она е помлада од мене. Беше ученичка во средното музичко училиште, па јас имав еден момент на Беше професорка. Бев професорка, млада професорка, јас запливував во тие педагошки води, а Стефанија беше ученичка, морам да кажам дека беше една од најдобрите ученички, не случајно ми е денес колешка во ансамблот танец. Фамилиарно сме поврзани, би кажала се дружим и со незините родители, бидејќи незиниот татко нели е дел од ансамблот, така што некако, како да кажам, не е тоа обична пријателка. Таа ни е дел од семејниот круг и многу ми е драго што ја имам и што постои. Ете, супер. Ајде да видиме сега таа што ќе каже за тебе. Ја слушна ти Стефанија или не? Остави сега прв пат да чуеш. Ќе ја слушнам сега. Ајде тогаш Стефанија да видиме што има да каже за својата пријателка Елена. Здраво на сите, поздрав до вашата емисија и до сите гледачи на Делма телевизија. Јас сум Стефанија, пријателка и другарка, воедно и колешка на Елена од ансамблот танец.
Со Елена се познаваме, па да кажам, преку веќе 10 години. Нашето прво среќавање беше во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, каде што јас тогаш бев ученик во таа насока, додека пак Елена предаваше како професор по народно пеење. Па уште од тој ден, да кажам, па се до ден денеска, она представува еден идол за мене. Кога би требало да опишам Елена во неколку збора, би рекла пред се главната карактеристика е голем човек, со голема душа и срце, голем пријател, прекрасна сопруга и мајка на три дечиња. И за мене еден од најдобрите вокали кои што ги има Македонија. Одличен професионалец на сцената и пак кога треба да ги опишам незините, да кажам, да издвојам некои од незините мани, би рекла дека Елена е работлива до исцрпување. Некогаш знам и самата да ја кажам дека треба да застани, да земе малку време да најде и за себе. Таа кога не пее работи, кога работи создава некои нови дела, проекти и сето тоа. Така да малце ке знам да искарам некогаш и да речам дека треба да стави кучници, да најде време за себе. Едно прашање кое би го поставила на Елена, би ја прашала дали има некаков посебен ритуал пред секој концерт и како се припрема психички пред да искочи на концертот кој што го има или настапот во текот на годината. Ете, се враќаме назад, па супер кажа. Што може уметник да те праша, тоа што веројатно и таа си го прави пред излезе на сцена, бидејќи Стефанија е игрорка и тоа е една прекрасна игрорка, а меѓу другото е уметница и одлично слика. Толку многу е скромна, а толку многу уметност има во себе. Ја поздравувам, а на незиниот татко Љупчо Маневски, кој што го испраќаме во пензија, исто така му честитам што оставил наследство зад себе во танец. Така е. Благодарам за сите убави зборови на Стефи. И да, ритуал пред настап, некој посебен да имам мајлија да ја држам, па нешто немаш. Не такво нешто, не заради тоа што станува збор за долгогодишно искуство, туку повеќе фокусот ми е на вежби за дишење, повеќе ми е предконцертно распејување и некои технички вежби кои што знам да ги правам и ги применувам редовно, а инаку на сцена многу често знам да се фокусирам на еден лик. Стварно, знам да пикирам добро и да му се посветам максимално. Не треба да го знаеш ти како, не, некој тука да ми биде близу во фокусот. Добро. Така да му се посветам и да му испеам цела песна. Сега кога комуницирам со целата публика. Меѓутоа знам некогаш да се поврзам некако емотивно со некој лик кој што сметам дека е тој за песната која што ја изведувам. Ако е таа песна со некоја одредена тежина, одредена емоција, зависи во каков контекст, знам и тоа да го направам. Многу често на нас уметниците не ни е достапна публиката да ја видиме. Знае да биде многу затемната, па да ме освои некое светло. И да не можеш да си најдеш лик. Не можам да си најдем лик, тогаш наоѓам светло. Да се обратам на некој светло. Многу често се концентрирам на сцена и тоа си го препознавам кога ги гледам моите настапи, но сето тоа е заради фокусот и заради потребата да се има добар настап, добар жив настап. Во принцип морам да кажам дека ајде ако не се 100%, 95% од настапите ми се живи. И секој настап е приказна за себе. Една иста песна не може да се отпее исто, ниту два пати, а камоли повеќе. А што се однесува до публиката, секој пат имам респект кон публиката без разлика дали има еден или многу повеќе во публика. Секој човек кој што дошол на еден настан, на концерт, одвел од своето драго време, дошол да ужива и без разлика колкава е бројката, треба максимално да му се даде внимание. Така е, да. Мене ме интересира што во моментите сите ние сме луѓе, па нели некој кој што уметник и кој што и кога не му се пее, треба да пее.
Ти се случило ли такво нешто и тогаш како е фокусот и кон некого и кон нешто и кога ти се плача наместо да ти се пее? Што правиш? Искрено не ми се случило такво. И да не ти се случи Елена никогаш. Треба да излезам, имаме адреналин и тој ме води си Добра. до самиот настап, без разлика дали е концертен настап или е настап на некаква семејна прослава, свадба, на свадба и да сум изморена, јас морам да се веселам со сите гости, да направам една убава позитивна атмосфера. На концерт пак е една поинаков адреналин, поинаква приказна, поинаков пристап уметнички. Секој пат мора да се биде на висина на задачата. Секако. И сега уште нешто што нема да останеме должни, ова со манива. Вели таа знае никогаш да ти искара. Сериозно знаеш да претераш до перфекција си да биде, нели, или да си зимаш уште некоја обврска која што сакаш да биде сработена? Па многу голема агенда знам да си направам за еден ден. Значи во еден ден, 2 дена. Да, знам, сама себе се критикувам, премногу врски се и во однос на професионалниот и на семејниот живот, и некој пат знае и Маријан да ми изреагира. Добро, зошто? Зошто ти е толкава агендата? Скрати си ја за да немаш после... Кај ти е агендата? На телефонија ти е или имаш? Често ми е на телефон, често ми е во глава, сейф имам направено. Ретко знам да се опуштам, а Стефанија не е ни помалку ни повеќе од мене. Иста е, ме критикува, а инаку и таа си задава премногу обврски, така што ќе возвратам исто во наш стил: жено, те молам, одмори и ти. Да. Маријан го спомена, свој супруг го спомени на почетокот, нели, на приказната за тоа како се наоѓаат и таму во танец, имате неколку парови кои што се и надвор од сцената и од надвор од танец заедно. Е твој супруг партнер не само во професија и приватно, и вака си рекла за него: Маријан е редок уметник, велиш, професионален играорец и музичар перкусионист, и двајцата сме етнокореолози. Ова сакам да ми го објасниш што значи, пошто не знам точно што значи. Етномузиколог сум чула, ама етнокореологијата е гранка на етномузикологијата, практично таа е тесно врзана со народната игра. Етнокореологијата ја проучува, ја истражува народната игра. Добро. Вие двајцата сте тоа. Да, добро. Образование, да. Така е. И заедно работиме на сите проекти. Велиш, си помагаме професионално и приватно, се надополнуваме, тоа ни помага да го балансираме семејниот и уметничкиот живот. Од како стана љубовта таму во танец, се случи тоа дека имавте исти мислења за тоа како треба да ве води ни животот, се друго што не е танец во приказната? Многу заеднички работи имаме со него. Значи, тука се моменти од секојдневниот живот, од хумор до воспитување на деца, до избор на пријатели, заеднички веќе, нели, нормално кога си заедно со некои пријателите се заеднички, од разни погледи кон тоа како треба да се воспитуваат децата, да се делува во општеството. Знаеме да имаме и различни ставови. Нормално е, па сега не може за се да мислите исто. Си гледаме да си најдеме некаков баланс, секако секој си автентичен за себе. Меѓутоа многу заеднички работи практично нас не споиле. Сега тука ни се преплетува и професионалниот живот. Многу често разговараме, многу често дискутираме, решаваме проблеми што се нерешливи. Ама убаво да се некој пат да се разменат ставови, па некојаш и да кажам да си олесниме и да си се искажеме еден со друг, иако знаеме дека не е моќта во наши раце да решиме одредена работа. Така е, да. Повеќе зборувам околу тоа како твојата солистичка кариера да се тера. На тој дел. Нели, дали, колку често разговарате, што е следно, па што да биде чекор, па како да биде и така натаму? Многу често, секојдневно. Не дека сме ние посесивно наклонети кон мојата кариера, практично ова е наша заедничка кариера. Така, тој е продуцентот на целата оваа приказна, тој е продуцентот во... Тој е извршен продуцент, оној пакет кој што публиката го гледа и го ужива е заложен тој. Негова работа и од идеја, од замисла до сама реализација. Не можам да се пофалам дека јас сум дел од тоа. Значи, тука не можам да се пофалам. Кажи си, Шутија Гајле, ако гледа. Се зрезо. 100% Маријан вклучен и он е идејата во нашата работа. Мора да има креативна идеја. Мора да има, така. Јас надополнувам, така по нешто збогатувам, па он знае да прифати, знае да ме соочи, да каже ова е неприфатливо. Значи, и тоа ми има поминато низ глава и твојата идеја во ред, ама е невозможна. И многу често он одбира и прави луѓе и прави места каде што треба
да се реализира и морам да бидам искрена, нема сгрешено, мене многу ми е криво. Нема погрешено, да му кажам, гледаш ли сега? Дека не, значи секој пат гледаш ли сега дека требаше мене да ме послушаш, така? Му верувам безрезервно, затоа што се до сега што има направено, и во многу ситуации кога јас знам да стиснам на педалата за да забрзам нешто, он ме враќа. Полека, почекај. Не е време. Се наместат сите работи, не врзај. Викам, ама сега е вистинско време. Не е сега вистинско време. Врати се малку назад. Добро. Ќе ме смири. Али, малце кога ќе се подразмисли од една друга перспектива, ќе се погледаат работите во поглед на кариерата, да, треба да се подзакочи некогаш, да се направи една убава, креативна идеја која што има реална можност за реализација, па да се изреализира. Ете, супер. Ке зборуваме уште за семејството, пошто уште тројца мажи имаш дома, нели? Кои што не знам кога ќе ме видат, изгледа после концертот. Да се видиме на концерт. Да, ајде сега првата песна, време е за неа, значи одиме со краток джингл и уживаме заедно со Елена Андоновска.
Андоновска и натаму во оваа никој да не знае. Имаме уште малку минути муабет, имаме уште една пријателка незина која што треба да ја чуеме и за да не ја забораваме или да немаме време, одиме веднаш со неа. Марија, ова парче не го има видено Елена, да видиме сега што таа има да каже за неа. Здраво. Со Елена се познаваме уште од средно школа. Се запознавме на играурна. Тогаш бевме средношколки и некако, двете се бевме префрлени од едно културно-уметничко друштво во друго културно-уметничко друштво. Заедно бевме во група и некако од тогаш си кликнавме и со сите патувања. Бевме цимерки, каде и да патувавме, така да од таму ја познавам и толку долго се знаеме, тоа колку е многу. Како би опишала пред се како голем другар, многу искрена, сака да помогне на секого на кој што може, нели нормално да му помогне, во исто време да е исполнителна, голем професионалец и се што ќе одлучи дека ќе го прави како што треба и до крај. Па не знам дали една работа што ми паѓа на памет, ама не знам дали е, да речеме, позитивна или негативна работа како мана, премногу размислува, премногу да донесе некаква одлука, неколку пати во глава го поминува истото тоа, за да донесе одлука дали би почнала нешто или не. Може би детално многу размислува, може би некогаш треба да почне одма нешто. И имам едно прашање кое што не стигнав да го поставам на неиза, па ева вака сега јавно и во етер, дали ќе ме прими во бекстејдж после концерт? И затоа што немаме многу време. Марија ко Марија. Марија ко Марија. Иако и таа многу размислува, а ме критикува мене. Воркохолик е, многу сака да работи и го почитувам тоа. А Марија е дел од мојата животна сцена. Таа ми е старосватица и е еден лик кој што е сведок за многу нешто што ми се случија во животот. Не во бекстејдж, јас на сцена би ја поканила. Гледаш како убава работа. Какво прашање секако таа, да повторно ја кажам, таа е дел од мојот живот, од сцената на која што заедно очекувавме уште како деца и се до ден денес ми е една голема поддршка и јас сум исто така незина навистина голема пријателка. Еден голем поздрав до Марија и до незината киркичка Каталеја. Супер. Како се вика киркичка? Каталеја. Каталеја? Да. Какво добро име, добро. И сега многу прашања јас имам, ама ќе ги некаде за друго некој интервју. Сквернавање на македонска народна песна. Васка Илиева. Двата први албума се насловени всушност по нејзини песни. Колку е тоа голем товар? Преголем товар, со оглед на тоа што знам дел од историјата на песните, како ги составала Васка или колку она се врзувала за нив. Незината внука, господјата Душка Бангева ми имаше раскажувано како запеело Славе Пиле, Васка Илиева во солзи ја пишувала. Голем товар, а што се однесува до сквернавењето, па добро, тоа е нешто што не прогонува постојано, треба сите колективно да се свестиме и да внимаваме на тоа дека колку повеќе ги препејуваме песните, толку повеќе можеме и да ги оштетиме, да оштетиме нивната база, нивната основа. Во тој контекст знам многу често да кажам, да, треба да сме внимателни, ова е осетлив вид на народна музика и како и историјата треба да и тоа како веродостојно да си ја чуваме. Така е. Кај се гледаш себе си за 10 години од сега? Сигурно со адреса на живење во Македонија. Добро. Тоа сигурно. Многу ја сакам Македонија и затоа тука творам и ја работам оваа музика. Се гледам на сцена, се гледам на поголеми сцени, секако и зошто да не во Европа и во светот. Треба да се дознава не само за мене како уметник, туку за македонската
народна песна, да. Да. Оваа видео приказнава ќе ми извиниш, ама во друго некој интервју ќе оставиме сите оние кои што сакаат да видат дека Ник Мелошик Цвике Шарено има цела една приказна Да, за себе 40 ова. минутна приказна Така е. на мојот YouTube канал е поставена и може сите да се насладат со убавината на македонската народна песна и да уживаат во дел од она што ќе се случи на концертот на 15 декември, бидејќи овој албум, оваа видео приказна ќе биде исто така промотивно изведена и на самиот концерт. Супер. Завршуваме со уште една номера овде, Елена Андоновска. Ти благодарам и не се надевам, знам дека концертот ќе помине супер. Благодарам за поканата и еве исто така покана до сите кои што не гледаат, нека повелат на 15 декември во Македонската опера и балет заедно да раскажеме музичката приказна. Да. Повели сега микрофонот. За крај ви благодарам за вниманието. Елена уште една музичка приказна ни раскажува о продолжение.